Селектор Симовски, одличен настап на девојките во Тарагона. Еден краток осврт, едно ваше видување за групната фаза, доминацијата, потоа и битката за бронзата против Словенија. Прво, голема благодарност за поканата на овие медитерански игри, за учеството, бидејќи ние сме на репрезентација во создавање, без разлика на овие 2 години наназад, што велам цело време на создавање, затоа што на оваа репрезентација во овој состав потребни се многобројни надпревари. Тоа го имавме на овие медитерански игри и бидејќи ни фалат од типот на европско и на светско, сите знаеме дека се уште можеби сме големи или мали, меѓутоа се уште не сме учесници на едно големо првенство како што е европското и светското. Медитеранските игри ги искористивме токму на тоа поле. Наметнавме еден ритам на една спортска дисциплина, ритам на станување, ритам на исхрана, ритам на тренинг, ритам на надпревар. Ни се погоди тајмингот на надпреварите, времето, односно се поклопија неколку работи каде што и девојките го прифатија оној систем на работа во изминатите 2 години, така да не случајно доаѓа до некој си, да кажам, благ раст на нашата игра. Тоа значи дека нормално се уште има проблемчиња кои што девојките треба да ги сватат. Тоа е начин на тренирање, начин на живење, начин на исхрана, комплетна цела една наука, каде што на овие медитерански игри, може да кажам процентуално некаде 60-70% го прифатија и дојде до некој велат успех, некој велат неуспех. За мене лично е еден успех, затоа што успеавме во низа надпревари да добиеме во групата, каде што и бевме договорени, го издржаа тој притисок. Репрезентација Турција, каде што отворивме фантастично, со исклучок на 3-4 ракометарки им фалат од она национална репрезентација која што настапува во квалификации. Истото тоа се случува и кај нас, и ние без 3-4 ракометарки. Потоа играме со Египет и Србија. Србија за мене беше еден клучен момент каде што девојките беа мотивирани, комплетно, целосно се предадоа. Онаа мотивација на терен вистина беше рај за око да се гледа, затоа што на оној првичен пораз, каде што надпреварите ги почнуваме во некоја негатива да губиме 2, 3, 5 разлика, тама беше 2-6 резултат за Србија во корист нејзина, меѓутоа успеавме за многу кратко време да се вратиме. И кај ни фалеа Андреа Лекич, Цвијич, Стојковиќ, кои што знаеме дека се клучни играчи, меѓутоа се носими со другите репрезентации. Египет не е репрезентација која што беше на некоја висина поголема. Таму ги искористив и дел од помладите ракометарки 2000-2001 родени да имаат минутажа, едноставно да видиме и они полека да стигнат еден чекор за да бидат спремни за некое поголемо европско или светско надпреварување во иднина. Од кога помина тоа, Што фалеше. Еве го моментот што го реков, медитеранските игри ни дојдоа добре дојде. Значи нас ни фалат надпревари од овој тип, затоа што искуството на 6-4 да играш со Словенија 23-20 да водиш и кажуваш задача која што треба таа задача да се заврши. Меѓутоа имаме и искусни и неискусни играчи, завршувани искусниот играч. Не е тоа недисциплина страшна, него тоа е начинот на тренирање. Ние потребно е да тренираме токму тоа, па кога ќе дојде ситуација 6-4, тоа ќе го одиграме. Да се знае дисциплинирано кој завршува, каде завршува и како завршува. Тоа се добива само кроз надпревари. Немаме доволен број на надпревари во изминатиот период. Немаме доволно, нормално е да немаме. Немаме затоа што друг систем работиме. Значи, нашата македонска лига е малце пооскудна, женската. Ракометарките живеат и функционираат и работат надвор. Дел од нив, дел овде кај нас што беа, нема голема минутажа од тие 3-4 ракометарки беа, каде што 90% преседува на клупа за резервни играчи и репрезентацијата токму ја очекуваа како да експлодираат и затоа го прифатија и позивот. Затоа и тие индивидуални, колективни разговори, психолошки
моменти ги прифатија фантастично. Сум задоволен, тешко ми е, малку ни фалеше, и тоа малку некогаш и многу. Таа граница на успех и на неуспех е тој што не бил спортиста не знае. Уште за крај, според системот што го работите, сега Так. фокус сме далеку или близко до настап на едно такво големо натпреварување како европско или светско? Значи, ова е почеток пак. И велам, ако самите ракометарки не сватат дека физички, психички мора да работат и индивидуално, сами на себе, значи, они се веќе роботи. Не смеат да размислуваат на сем ракомет 24 и нормално кога им се дава можност за одмор, друго не треба ни да размислува ништо. Ако сакаме да направиме голем успех на некој европско или светско. Ако го земам колективот, велиме дека во нашиот колектив нема екстра играчи или ниски, мислам, мали играчи за во некои екипи каде што универзитетски екипи. Едноставно кај нас е еден склоп на репрезентативки кои што немале шанса да се докажуваат. Антропометриски имаме и високи и мали, значи на сите позиции имаме, ни фали нешто. Се надополнува само со нашата физичка подготвеност, со нашите почести собери, со нашите многу повеќе надпревари од овој тип ваков, каде што ти зависи. Затоа можеби го изгубивме надпреварот, може да сме имале повеќе вакви надпревари, можеби ќе беа подисциплинирани. Во тој дел од тие 2 пати по 2 минути исклучување што ги има и ќе го решевме надпреварот во наша полза. Али тоа е едно плюс големо искуство за нас, така да во иднина да не ни се повтори тоа и да успееме да одиме напред. Трнлив е патот, тежок ни е, тргајќи од себе, значи за да им наметнеш една таква игра, има милиони притисоци, големи, од типот не ми се бендисува тоа, значи мора тоа, не можам вака, можам така. Ова е голема комплексна работа, али енергија имам, девојките имаат енергија, нормално се сложуваме, се расправаме, се сакаме, се дружиме и само време ни треба до крајната цел. Крајната цел ми е пак да бидеме на некој големо надпреварување. Да успееме да се пласираме некаде сами. Благодарам се. Така. Викторе, со Благодарам и на работа вас. се надевам и на поголеми резултати. Благодарам и на вас.